Како си? Добро? По дома? Се супер? Одлично. Пака се. Може би ќе звуча малце чудно или не знам малце како ќе се бунам, ама тоа е највише затоа што епизодава ја снимам трет пат. Значи првиот пат ја снимив цела без микрофонот уклучен. Морам. Втората ја снимив и наместо да ја избришам првата, ја избришав втората. Уште еднаш морам. Трета среќа денеска и затоа денеска ќе иде покасно 10 сат ќе иде епизода ваља ако среда ми се. Не е битно. Значи, почињаме секој понеделник со ќе шириме знаење, искуство и ќе учиме графички дизајн. Ко за почеток. Значи, што е графички? Не. Графички дизајн е ова што го правам ја на каналот цело време. Вклучувајќи го јадењето го. Прва епизода. Тоа што ми лежи мене, кој што му лежи шамар на будал. Лого дизајн. Поточно, основи на лого дизајн. Што е лого? Ова ти е нешто како оној документарец што го направи What is a woman? Не сваѓаш? Многу луѓе практикуваат да кажат што не е лого. Логото не било бренд, логото не било ова, логото не било она. Друже, кажи што е лого, бе, брат. Ако не знаеш, ти што си таму, ја ќе ти кажам се. Логото е првата допирна точка, првиот печаток кој што брендот го остава пред својата публика. Тоа е лого. Толку е fucking едноставно. И мораше малце да прекинам со снимање, затоа што некој зема да свири тука, да не да искочи од кола и да чукне на врата кај тој што му свири, да го свирнам на сестра ти упиебам, ненормалните, непрокопсани да ти ебам. Извини, кај застанав? Тоа е лого. Првата допирна точка помеѓу брендот и клиентот. Значи Кока-кола, како пијачка ја откриваш од кога ќе го видиш прво логото, од кога ќе видиш етикетата. Така црвено со бело. Nike, љаштиклирана марка. И така дознаваш за брендот. Што значи логото е основниот, да не кажам најбитниот дел од брендот. Ти може да имаш добра бренд стратегија, а да имаш лошо лого, ако го редизајнираш логото на секое, нели, пробуваш да се пронајдеш ти преку логото, отиде возот, брат, готово, тоа ќе го менјаш на секој, ќе се бараш као тинејџер што 2 дена слуша Iron Maiden, 3 дена слуша Раста, 4 дена слуша 2 Бона, и знаеш, и таа е више калакурница стана. Откако го разбивме митот за тоа што е лого, треба да почнеме сега да разглабаме, да го разјасниме митот што е лого дизајн. Значи, лого дизајн е една, ја ова го зборам субјективно, прости, е една од најубавите гранки на графичкиот дизајн кои што постојат и кои што ќе постојат. Како такви. Значи, не постои пофина, поубава работа од тоа да земеш од обичен круг да направиш символ. Значи, да го направиш Apple логото. Разбираш? Тоа е почнато од круг. Па е направено горе, па е и ете го Apple логото. Сваѓаш? Од бел лист го ствараш лицето на брендот и тоа е најубавата работа што постои на светот. Чекај, пардон, гридовите, да не биде гоце само збори за гридови, буквално што и да правам, како и да правам и најобична презентација. Ако сакаш да имаш презентацијава како PDF, пиши ми. Најдобро сценарио ќе биде да станеш мембер, значи член на каналов, со тоа добиваш автоматски пристап до Discord каналот и на Discord каналот ќе стојат сите материјали достапни за сите. Ако стварно не можеш, пиши, ќе се договориме, разбирам, знам каква е ситуација и се. Да гоислучам гридот, затоа што гридот во моментов ќе ни смета са тие плави линии ќе изгледаат лошо на екран. Основни принципи на правење лого. Ги поделив во 3 дела. Првиот дел е подготовка. Значи добиваш барање од клиент. Ова сега зборам кога ќе добиеш стварно бриф од клиент. Од прилика, ако си тазе, ако сега учиш, дур да дојдеш до тој клиент е многу тешко. Јас знам колку е тешко. Значи не ќе раскажам друг пат у Миткаст, тука учиме. Барање од клиент, тоест такозвани бриф. На база на тој бриф кој што ќе ти го прати клиентот, поточно како ќе му дојде, ќе ти пише мејл, слушај, ми се свија што работиш, ми се свија портфолиото твое, дали имаш време да правиме лого, тоа. За да го сватиш клиентот ти подобро, како човек, како дизајнер, значи да му влезеш у мозок, најдобро е да создадеш еден бренд прашалник, лого прашалник поточно. Случај, да не биде бренд, па да не ми се закачи некој бренд, не е бренд, лого прашалник ќе биде. Океј. Тој лого прашалник се состои од неколку точки. Ја претежно праќам 6 до 10 прашања. Ќе ги видиш за брзо, сега само да ги поминеме основните принципи и после ќе навлеземе подлабински во подготовката. Откако клиентот ќе го одговори, лого прашалникот се наоѓаат заеднички точки помеѓу барањето и прашалникот. Значи,
буквално треба да го натераш малце да помисли и автоматски со тоа он ќе се осеќа клучен во процесот на изработка на неговото лого, значи буквално неговите мисли. Кој што викаше Свила од Колосеум, готе, јас сум дизајнерот, ти си ми рачињата на мене, само ти само дизајните ги правиш. Правиш ресерч, значи гледај колку има ресерч тука, значи тоа е клучно за правење на добро лого. Гледаш тип на индустрија, гледаш што прават другите, а конкуренцијата, и сега под конкуренција, ја не ги ставам, значи ако правиме, например, правиме дизајн на лого на македонска фирма која што се бави со градежништво. Најпознати се, сите градат станови, нели, бла, и први ми дојде сега, но не гледаш како конкуренција, не ја гледаш Елена, Лука, Бауер, не знам кои беа, какви беа тие. Тоа не е конкуренција, тоа е локално, у 2 милиона народ не можеш да бараш конкуренција ти тука. Конкуренција се најдобрите во индустријата во светот. Пиѓаш одма преку сите, ги рипаш овие од тука, што се гола вода, одиш кај најдобрите во светот, значи ги бараш најдобрите луѓе, најдобрите брендови во светот кои што се бават со градежништво и тие ти се на тебе уствари конкуренција во процесот на правење на лого. После тоа ресерчот доаѓа, стилови кои што може да се применат, не знам, типови на лого кои се прават како се прават. Па имаш ресерч, не знам, бои, фонтови, символи, се, дурс, не можеш и немаш сила и кажеш доста ми е веќе, доста барам, дај малце ми се работи. Кога ќе дојде времето за работа, почнуваш со собирање и сумирање на мислите, потоа што создаваш мудборд и тој мудборд ти е на тебе само подсетник на тоа што сакаш да постигнеш. И со тоа што сакаш да постигнеш, ти си ги поставаш целите своји. Работа и себе презентирање ќе биде веќе во следната епизода. Оваа епизода ќе се посветиме повеќе на подготовка. И знам дека многу кажав, а малку, многу зборев, а малку кажав. Тоа што го јавам гомна, ама мора малку да се тупи. Сега, не може да почнеме одмah со цртање на лого, пред да почнеме пред да знаеме како треба да ги поставиме стварите. Или, што би рекол еден од моментално најдобрите музичари во светот кои што постојат, Tyler the Creator, create like a child and edit like a scientist. Кога црташ лого, кога правиш било што во животот, мање више. Сега не видела животна лекција TED Talk да го правам, направи го детски, направи го зашто дели детската мисла, детската реакција, детскиот ум е најчист и најдобар и перфектен, значи не те лаже, ти кажува искрено се. И после влагаш у детали, бајо мој, као да нема утре. Оваа реченица му е една од поновите реченици што ги има кажано и мене многу ми се свиѓа и ме е баш онака за секој лого дизајнер, посебно почетник лого дизајнер е од кај да знам какво лого да направам и што може ја да направам. Ја имам тука некој мој лого што ги имам правено. Значи ќе гледам да не користам туги лого, туги примери ќе гледам да ги поставам моите примери, значи малци и себе промоција како лого дизајнер, така? Основни типови на лого. Back to basic. Имаш илустративно лого, поточно символ со конкретно значење. Ова лого, Скопје, е направено за мојот пријател Јован Димитров, кој што на времето имаше направено на Рента Байк, беше него, у парк што ренташе точаци тротинети, епа тоа е. Ова лого го направив, значи форма на точак од буквите Скопје, сега ова е илустративно. Има конкретно значење, има точак и Скопје, значи буквално да ти нацртам, еве го да ти нацртам. Скопје на точак, Скопје точак. Како и да го кажеш, значи дека у Скопје некој рента точаци. Толку. Второто е веќе по концептуално, значи, ама пак е тоа илустративно или со конкретно значење. Тоа е Македонска филхармонија. Македонска филхармонија, ако немаш видео, не ти слика, види ја тука, и гледаш шипките како изгледа тоа. Значи, веќе те потсеќа на тоа што стварно таму стои како објект. И ова е претежна досаден принцип и пристап на правење логоа, ама може ти го направив за мене, зашто ми се свиѓаше моментов како со строукови да го изиграм и изгледа доста, како да го кажам, таймлес. Од друга страна, значи од спротивната страна на илустративно лого со конкретно значење, имаш абстрактно лого, символ без конкретно значење. Значи нешто што треба да те натера да упалиш мозок и нешто кое што мора да биде подкрепено од некое типографско објаснување, зашто вака како символ не знаеш што значи. Ова лого го направив за еден пријател кој што има one room хотел. Значи хотел со една соба. Еве собата, еве вратата, еве го кецот. Значи секако од кога ќе го објасниш е тоа. Друго лого до него што стои, некој човек може да го
да го свати како човек што се клања. Полуоко што гледа. Ама ова е буквата Н, која што значи надар, значи. А надар, вајда го кажувам правилно, че да видам дали го изговорив правилно. Nadar. Надар. Донде está la библиотека? Значи надар, надар. На шпански значи пливање. И ова е човек што плива. Сваѓаш? Ама треба да ти текне, брату мој. Постојат монограми. Овие ми се мене, како да ти кажам, фаворит. Значи монограм да седнеш да направиш од една, две букви, да направиш некоја комбинација на пичку матер, тоа како ме пали, кога треба да го правам. Луѓе, СБ, Кейт брендот на мојот добар другар, Симоновски Блажо, Кенди СБ, така, и го направивме вак, интересно, значи преплет, бау, сега тука е со лилјакова за ова, зашто се е монохроматско, оригиналното има злато, лудило, брат, значи јас сум изненаден, баш ка скейт правевме, чорапи правевме, се, ќе раскажам умиткас некоја епизода, не, да е сад. И од друга страна го имаш ова, скратен корнер. Поздрав до Кирта, до Владче, до Јове, до сите што работеа на скратен корнер. Иако не гледам фудбал, фалите дечки да се вратите некако негде у некое време добро вајда. И сега ја не гледам фудбал, ме сваќаш. Они го почнаа подкастот, ја не гледам фудбал, а викам чекај, дај некое лого. Корнерот, теренот, топката као С буква, па корнерот скратен, скратен корнер. И пројде супер лого, ама, знаеш, така, секси лого си е секси лого. Типографско лого. Или што ви рекле клиентите кај нас, па да, претежно кај нас, внук ми може да го напише у Word, нека го напише, нека му текне, тоа е работата. Ево го уште едно лого за еден одличен проект на Гигас, сервис за букирање на свадби, тоа е за организирање на свадби, значи драги гости. Ти правиш се, си бираш ресторан, се, музика, диджеј, све што има таму, фотографии, едно друго и буквално се ти е на нет. Испишано е како што е испишано, драги гости, ама ги имаш овие два прстена тука. Значи машкиот прстен, кој што нема диамант или што и да, и женскиот прстен кој што има диамант. Ото и С-то ги споив и направив комбинација, символ. Да кажем, ама се е типографски. И ова лого на кој што сум екстремно горд, тоа го имам прано дури пичку матер. 2011. Нешто за настани правење едно друго. И сега моментум, нели, вртењето и значи, е на тоа, и се врти, тера, перпетум мобиле. Има сега тука амблеми, лого поставено во видлива рамка, ич не ми се свијаат овие лого. Значи, ова, хералдика, тој некој фазон избегавам да ги правам, значи, ова едно што го имам прано и не ми се ни свија. Ако те интересира, прочитай, гуглај. Мене ми е сварна. И карактер, или, кажано, препознатлива маскота. Дали е маскота? Овие две не се баш маскоти, зашто не сум некој добар илустратор, ја да земам да нацртам лице, или не знам што, или не знам како, ама се сепак нешто што се користи како маскота. Ова е за органодонорство, таму го добив, значи победив на тој конкурс за ова лого и многу ми е мило, многу ми е драго за ова лого. А ова лого е на Ден Келсел, тој е еден маркетер од Манчестер што е стварно будала и стварно се му е на заебанција, значи Offensive Marketing му се викаше првата фирма и сега као DK и му стави FNK доле поголем, така. Братот се смееш и најако ми е дека го користи сега логото као официјално лого и Јурдо Чемп. Дали може, тоа е некој прашање кое што ја си го имам поставено сигурно, дали може да се мешат стилови на лого? Значи, краткиот одговор е да. Долгиот одговор е посекако дека да, може да се мешаат стилови. Евет, имаш илустративно лого, символ со конкретно значење, го гледаш РЦ. Истото може да се свати и како символ без конкретно значење. И типографско лого, значи убава типографија кога ќе ја наместиш хармонично, pun intended, значи може да направиш да стои само, монограм да се стои само. СБ е сам, скратен корнер, до него пишува скратен корнер за луѓето полесно сватат. Ама, знаеш, можеш да искомбинираш се. И како е она? Правилата постојат за да бидат прекршени. Ама прво треба да ги знаеш правилата и да ги имплементираш, да ги користиш. И кога ќе станеш добар во употребата на правилата и следењето на правилата, те тогаш можеш да ги скратиш, значи да ги прекршиш правилата. Да идеш контра од ветерот. Не да почнеш ти одма, ајде јас сега ќе кршам правила. Прво поред. Пак не кажав какво лого. Тоа се зависи од барањето од клиентот. Еве го барањето од клиентот е тука.
Ја го измислив. Не е ни прво ни последно вакво што ми стигнало. Стисни пауза ако се чита. Значи, брендот се вика Greenbite и се објасно е смутиња, healthy, бла бла бла, сакам лого, да, професионален бренд, едноставно. Тука нешто каже дека знае, дека сваќа ствари, окей. И еве го тој лого прашалник. Ја веќе му враќам на тоа и сега тука се. Општи информации. Тоа е прво прашање, како се вика брендот компанијата. Сега он ми пиша, ама убаво е да си поставиш уште еднашка за кога ќе ти ги врати одговорите. Ако нешто после тоа ти се пењави, покажи му само друже, ова ти го пиша, fuck off. Опиши го во една-две реченици, тарара, со 3 збора пробај да го опиша, значи пробај опширно, значи големата слика, па главните вредности, тарара, и постави со 3 збора сега кажи ми што означува твојот бренд. Таргет група, значи за кој е наменет. Нема да правиш лого за вегани да има место на него, ти текна нема смисла. Визуелни насоки, што му се свија, што сака да види, да прави едно, друго, трето, пето, дали има нешто што му се, значи нешто што не сака, боите, кои бои сака да ги види, дали сака символ, дали некоја комбинација, оно што го зборевме претходно. Примери на логоа што му се допаѓаат ептен. Ја понекогаш праќам и да ми каже што не му се свија на клиент. Значи некогаш и тоа ми успева као добра насока е, као што не сакаш да ти пратам ја на тебе како лого, да избегнам значи да не те пипам. Практични аспекти, ова е многу битно, зашто го правиш логото, не го правиш, значи не можеш да правиш лого у RGB, а да биде све печатено, да биде цмик, значи да биде или у една боја или у две бои, да се штеди. Така да најбоја е да знаеш уште од сам старт за што го правиш ти тоа лого. Иако, кога правиш лого, треба да го правиш за се. И да речеме после ден-два или одма вечерта, клиентот ќе ти врати со одговори и ќе ти ги даде одговорите. На база на тие одговори, ти веќе имаш точно конкретна идеја. Кај треба да бараш, што треба да бараш, како треба да бараш, за да, откако ќе ги добиеш одговорите ти од клиент, ти веќе знаеш кој што кажав, што треба да бараш. И сега, ја претежно си правам, си го прераскажувам со мои зборови, со мои видувања и со мои сваќања, јас како го доживувам клиентот како персона. Значи е бил Лондо, Белград, видел нешто, окей, не арска, бачко е, ама од културните бачковци. И сега ти ресерч, типна индустрија, храна, пијалци, потоа што здрава храна. Што прават другите? Без гуглање, значи прво, нели, пак сите шетаме, нешто гледаме, имаме очи, сваќаш бла бла бла. IT компании прават пари, зашто луѓето сакаат да живеат здраво, да пијат чија. Нивен избор, whatever. Најдобрите во индустријата. Значи еве оне у Македонија, ја векам, заеби вега, гранче, манче, не ги знам затоа што не се хранам здраво, очигледно. Ги најдов тие што се, кои се, какви се, зашто се. Ова веќе разно барање доаѓа, значи млади, информирани, внимателни луѓе сакаат декларации да читаат, да видат што е, како е природна состојка, grass-fed ли било, free range ли било, ова свашта. Значи добро, ти го направив и moodboardот. Поточно, ова е таа картичка која што мене ќе ме води по дизајн процесот. Значи ова е таа moodboard или inspiration board. Значи фонт The Goat Massimo Vignelli, rest in peace царе, Innocent, Home Juicer и некоја лого што го најдов на 99 Design што го правеле, типови на фонтови, бои, како е внатре уредено во Whole Foods, значи етикета како имаат направено, хипстера е некој, боите, комбинација, се, ова ќе се стои као картичка, као мал подсетник дека, ја терам во овој правец да не забегам у некој друг правец, и ова као да ме враќа малце назад, ама тоа не значи дека треба да се водиш слепо. Ова е само подсетник. Ако ти дојде идеја, инспирација да направиш нешто ван moodboardот, ако изгледа добро, do it. Што научивме денеска? Логото е првиот контакт со клиентот и е најбитната работа за еден бренд да стане добар бренд, силен бренд. А кога работиш лого дизајн, најбитна е подготовката за лого. Тука завршува оваа епизода. Тука се разјаснивме веќе што е лого, како е лого, какви типови на логоа постојат, како се превзема бриф од клиент, како се враќа на брифот на клиентот и како се прави откако клиентот ќе врати уште еднашка на пораката, тоест на лого прашалникот. Го направивме ресерчот, се направи moodboard, се направи се и сега следниот чекор, последната епизода е
Сушност, работа на логото. Јас ја направив подготовката. Ти, ако сакаш, направи ја подготовката. Или направи нешто, слушај се, битна ствар, направи нешто според подготовкава, издизајнирај нешто или направи некои скечови, значи нацртај, дудлај, дудлс. И нареден понеделник ќе седнеме и всушност ќе работиме ние на логото, според брифот, и според мудбордот, и според ресерчот, и според се. Бива, фала ти многу. Фала ти што си тука на прва епизода. Ако имаш било каква забелешка, било каков коментар, слободно пиши ми, кажи ми. Секој фидбек е најдобро прифатен. Освен ако е некој глуп кој ми каже дека Миткаст логото личало на машна. А нацртано е на што личи да тие. Фала ти што си тука. Се надевам дека целиот овој процес и овој концепт ќе биде добро прифатен од сите вас. Знаеш, лайк, шер, subscribe, join, Patreon, све што сакаш сега можеш. Има и рекламчиња вртат сигурно. Така да, фала ти што си тука, фала што ме гледаш. Тоа е тоа. Љуби брат.